Сите важни владени институции во рацете на ДУИ, покрај клучните министерства за надворешни работи и финансии, партијата на Ахмети добива и атрактивни директорски позиции во новата влада. Кадри од мала рече за ќе раководат со финансиски моќните институции како МЕПСО, АЕК, Фондот за здравство, државни патишта, но и со безбедносните институции. Неофицијално веќе се познати имињата. Со МЕПСО ќе раководи Мукадес Хајдари, во АЕК директор ќе биде Аријани Џафери, шеф во Фондот за здравство ќе биде Фатон Ахмети, во државни патишта Ејуп Рустеми. Директорската позиција во Бирото за јавна безбедност ќе ја превземе Шефик Бајрами, додека финансовата полиција ќе биде во рацете на досегашната заменичка во финансии Ширете Лези. ДУИ го добива и атрактивниот трудов инспекторат. Таму шеф ќе биде Хади Фетиши, Агенцијата за лекови оди во рацете на Лирим Шабани, државен катастар ке Башки Махмети, директори за интегративците ќе има и во директоратот за заштита и спасување, каде ќе раководи Арсим Нуредини, во Бирото за метеорологија ќе шефува Фестим Халили, со Центарот за управување со кризи Бајрам Насуфи, со железници Фатон Положани, дека во рацете на ДУИ завршуваат овие силни директорски позиции, потврди првиот вице-премиер Артан Груби. Тоа не е поделба, туку замена на ресорите, на пример Пошта АД Пошта со МЕПСО или пак Фондот за пензиско инвалидско осигурување со ЈПДП, и значи се работи само за размена на директорски позиции, на директорски места, за да бидеме многу попродуктивни, да видиме луѓето да дадат подобри резултати во нивните нови работни места. Покрај овие директорски позиции, ДУИ добива заменици министри и државни секретари во неколку атрактивни министерства. Ќе има заменици министри во внатрешни работи, во одбрана, ќе има во транспорт, ќе има во здравство и ќе има во правда, значи 5 заменици министри, и ќе има исто така и 5 државни секретари. Станува се појасно дека Заев за задржување на премиерската позиција даде многу клучни институции. Ваквите потези се очекувани според познавачите. Универзитетскиот професор Владимир Божиновски за Алфа вели, за да остане на власт Заев дал се што Ахмети побарал. Буквално ДУИ можеше да побарува се што сака и да добие тоа што го бара, социјално или се да само да остане на власт. На тој начин се добија и двете клучни министерства, заедно со Министерството за внатрешни работи, рекол, трите најважни министерства во секоја држава. И ДУИ сега ги контролира финансии и надворешни работи. И практично сега целата финансиска контрола на државата е во рацете на ДУИ, затоа што го имаат и Министерството за финансии и Министерството за економија. Инаку се поставува прашањето дали кадровските решенија може да донесат немир во и така тенкото парламентарно мнозинство, со оглед на тоа што ДУИ добива финансовата полиција, која беше голема желба на ДПА на Мендух Тачи.